студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. На полноќ официјално стартуваше изборната кампања. Партиските штабови веќе ги подготвија и листите и плановите за настап пред граѓаните во следните 3 недели. Од Државната изборна комисија велат дека се подготвени за изборите, а председателот на собранието ги повика учесниците на афери демократска кампања. 309 кандидати за градоначалници, 576 листи за советници ќе се надмудруваат за време на кампањата за 8-мите поред локални избори во Македонија, кои ќе се одржат првиот круг на 19 октомври. Со програми и проекти за граѓаните преку политичките партии или како група избирачи преку митинзи и средби со избирачите, во следните 20 дена ќе се обидат да добијат поголема доверба, која ќе им обезбеди позиција во локалната власт. ВМРО-ДПМН на изборната кампања ја стартуваат со митинг од Скопје. СДСМ на првиот ден од кампањата почнуваат во Крушево. Вреди со митинзи ќе стартува во Скопје, но во вторник, а од ДУИ се уште не откриваат. Ова ќе бидат избори со најголем број на учесници кои влегуваат во изборната трка, по можноста со 2 потписа секој да може да се кандидира. Најголем број на кандидати за градоначалник има за градот Скопје, односно 16. Скопјани ќе добијат 4 избирачки ливчиња со оглед дека избираат и градоначалник и совет на општината каде се запишани. Во останатите 80 општини гласачите ќе добијат по 2 ливчиња. Во пресрет на кампањата, првиот човек на Државната изборна комисија во интервју за МИА порачува дека комисијата е подготвена за изборниот процес, а во интерес на сите е изборите да поминат во најдобра демократска атмосфера. Во интерес на сите е изборите да поминат во најдобра демократска, коректна атмосфера, пред се во делот на изборната кампања. Иако Државната изборна комисија не е надлежна да се меша во делот и да ја следи изборната кампања, ние сме надлежни само за текот на гласањето во самите избирачки места на денот на гласањето, сепак во интерес на сите, и на Државната изборна комисија, и на учесниците, и на граѓаните, и на државата која ги организира овие избори, е да изборната кампања помине во најдобар ред, односно во коректна атмосфера. И председателот на собранието Африм Гаши упати јасен повик до сите учесници во изборната кампања да се води во духот на демократските принципи. Свесен за обединувачката должност што ја имам, чувствувам обврска да упатам јасен повик до сите политички субјекти, кандидати и организацијски структури, институциите и медиумите, активистите и граѓаните да покажат висок степен на политичка и граѓанска култура, да се воздржат од секоја форма на притисок, користење на говор на омраза, поларизирачка пропаганда и злоупотреба на јавните ресурси. Собранието веќе се изјасни за сплотеност преку заедничката декларација за фер и демократски избори. Право на глас на локалните избори имаат 1.832.415 гласачи. Гласање во диаспората за локалните избори нема, но доколку лицата кои се на привремена работа или живеат во странство допатуваат во земјата, ќе може да го остварат своето право на глас. Во 132 избирачки места во кои се потпишани помалку од 10 избирачи, гласањето ќе биде спроведено на најблиското избирачко место. Изборната кампања ќе трае до 17 октомври на полноќ. Ивана Соколович Најдова, Сител телевизија. Планирана на плоштадот Македонија како дел од проектот Скопје 2014, црквата посветена на цар Константин и царица Елена беше осветена на нова локација на улица Македонија. Верниците велат дека недостигал ваков храм во центарот на Скопје. Чинот на осветување го изврши архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Тој во неговиот говор порача дека најубав е храмот кој е полн со верници. Мир на сите. Господа. Почнат со изградба пред повеќе од една деценија, денеска осветен храмот во Скопје посветен на светите цар Константин и царица Елена. Со звонење на камбаната во 8 часот и 30 минути пред бројни верници започна церемонијата. Осветувањето го вршеше архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан во сослужение со бројни архиереи од МПЦ. Ние денес
Не можеме да речеме дека сме ги надминале ниту царот Јустинијан, ниту царот Соломон, но можеме да извикаме дека со изградбата на овој храм се надминавме себе си. И навистина, ово ново светилиште, овој нов скопски, се македонски, се православен храм Убавец е радост за сите сетила и со него еве добиваме уште едно место во кое земјата се сретнува со небото и во кое временото постанува вечност. На осветувањето утринава беа присутни голем број верници внатрено и пред црквата. Тие велат дека за нив ова значи свечен чин и нешто кое недостасувало во центарот на градот. Па за мене ова е еден многу убав настан, требаше да има црква во центарот на градот, бидејќи плоштадот нели ни го затворија со други споменици. Една убава работа, една голема работа за православниот народ. Убав православен, мислам, ден за сите православни. Многу добро нешто што може да постои на наша златна Македонија. Толку мило, повеќе не. Да Господ здраве, среќа на сите и на нас. И на млади и на стари само здраве и мир. Многу значаен чин. Во центарот на градот да имаме ваков храм е велелепно нешто. Јас се викам Елена и посебна чест ми е што сум тук. На осветувањето беа присутни премиерот, министри од владата, лидерот на СДСМ и представници на дипломатскиот кор. Изградбата на храмот почна во 2012 година и траеше 13 години. Работите беа интензивирани лани со што се комплетираа внатрешното уредување на дворешноста и околниот простор. Храмот низ годините постепено добиваше свој облик. Првично беше дел од проектот Скопје 2014, чија изградба се планираше да биде на плоштад Македонија, но сепак денеска локацијата на православниот храм е на улица Македонија. Габриела Лескова, Сител телевизија. Граѓаните кои денот го мина во текот на вчерашниот ден беа во градскиот парк беа згрозени од начинот на кој е вандализиран муралот со ликот на мајка Тереза на школка. Најверојатно во текот на ноќта, сабота на недела, непознати лица исцртале марама преку устата и ликот на светата мајка Тереза. Се работи за марама со детали од улична урбана култура. Дури потегот да има за цел да испрати некаква порака во општеството, граѓаните сметат дека тоа е навредлив и повика надлежните веднаш да реагираат. Инаку муралот беше насликан во август 2023 година. Најпрво да ви кажам, јас сега го видов ова и не можев да поверувам дека вакво нешто е направено. Ова е навистина се намалува влијан, ова е незиното дело и лик. Ова подитно треба да се преземат некои мерки од страна на надлежните. Ова навистина човек кога ќе погледне, не може да ја препознае просто мајка Тереза. Безобразлук чист. Друг коментар немам што да кажам, освен безобразлук. До толку дојде кога веќе на јавни места вака се прави, не знам до каде ќе тераме.